Се кристализираат резултатите од 6 локални избори од независноста на земјата. Според нецелосните резултати од Државната изборна комисија, владеачката СДСМ е убедлив победник со освоени 37 градоначалници во првиот круг и предност во 14 општини. ВМРО-ДПМН и коалицијата освоиле 3 градоначалнички места во општина Илинден, Петровец и Сопиште, а се во предност во 6 општини: Новаци, Кавадарци, Штип, Зрновци, Чешиново, Облешево и Пробиштип. Кандидатите за градоначалници на ДУИ добија поддршката на граѓаните во Кичево и Пласница. Независните кандидати ги освоија Чучер, Сандево и Ранковце, а Демократската партија на турците го доби градоначалничкото место во Центар Жупа. Се уште е неизвестно дали ќе биде избран градоначалник на Скопје во првиот изборен круг. Кандидатот на социјалдемократите Петре Шилегов по преброени 96,79% од гласовите води пред против кандидатот од ВМРО-ДПМН. Останува да се пребројат гласовите од уште 22 избирачки места, пошто ќе се знае дали Скопје ќе добие градоначалник во првиот круг или ќе има втор круг на 29 октомври. Според сајтот со резултати на Државната изборна комисија, по преброени 99,51% од гласовите, СДСМ и коалицијата имаат освоено 415.726 гласа на локалните избори, а ВМРО-ДПМН и коалицијата имаат освоено 335.054 гласови. ДУИ е трето пласирана со 89.617 гласови, а потоа следуваат Алијансата за албанците со 48.767 гласа и Движењето Беса со 46.464 гласа. Одзивот на изборите според досега обработените податоци на Државната изборна комисија е над 59,5% од вкупно регистрираните над 1.800.000 гласачи. Евидентирани се и 45.000 неважечки гласачки ливчиња. Втор круг има во 35 општини. На 29 октомври ќе се гласа во Боговиње, Врвеница, Бутел, Виница, Врапчиште, Газибаба, Гостивар, Градско, Дебар, Демиркапија, Пробиштип, Росоман, Долнени, Желино, Зрновци, Јегуновце, Кавадарци, Карбинци, Киселавода, Липково, Македонска Каменица, Македонски Брод, Могила, Новаци, Сарај, Старо Нагоричане, Струга, Студеничани, Теарце, Тетово, Чаир, Чашка, Чешиново, Облешево, Штип и Шуто Ризари.